Почитувани представници на медиумите, ви благодариме за вашето присуство. Почитувана јавност, помина денот на вториот круг од локалните избори за 2025 година, каде што за прв пат представник од Левица учествуваше во изборниот процес за градоначелник на град Скопје. Задоволни сме од излезноста во урбаните средини, исклучок секако е општина Чаир и општина Сарај, каде што има неверојатно мала излезност, а дури и наводи за подкуп во однос на мотивирање на граѓаните да не излезат на гласање, што за нас е тешка повреда на изборното право. Во однос на резултатите, оваа година, во текот на овој изборен процес, се обидовме да покриеме максимален број на избирачки места со наши наблюдувачи. Очекуваме со тоа да бидат воочени сите нерегуларности. Во текот на изборниот ден, најголем број од пријавите беа во насока на нефункционалноста на голем број од уредите за електронска идентификација на гласачите, па, како и секоја година, изборна година, идентификацијата продолжи со класичниот начин на идентификација со UV лампи. Во однос на резултатите, нашите наблюдувачи веќе не известуваат и секако резултатите кои што ги имаме се уште неизвестни. Во голем број од изборните места има мртва трка помеѓу двата кандидати за градоначалници, Амар Мециновиќ од Левица и Орце од ВМРО ДПМН. За сега знаеме дека во општините Карпош и Центар имаме водство. Во однос на некои избирачки места во општината Кисела Вода, каде што актуелниот градоначалник Орце Георгиевски учествува во изборите за вториот круг, дури забележавме дека има водство, што навистина ја отсликува волјата на народот. За сега тоа е од наша страна, доколку имате одредени прашања, повелете.